нашиот дом се чувствуваше многу голема радост. И заради тоа, јас дојдов до идеја да пишувам песнички за секој празник. И си направив една малечка книгичка. Ама освен тоа што пишував песнички, за секој празник си составав по една гатанка и ми беше многу интересно. Дали сакате да ви прочитам гатанки за некој празник? Да! Слушајте внимателно. Јас ќе ви ја прочитам гатанката, а вие со дигање рака ќе го погодите одговорот. На тој убав, голем христијански празник, црквите се полни со луѓе многубројни. Кошниците се полни со јајца црвени, Христос воскресе, секој секому вели. Ајде, Филип, кој празник е тоа? Така, тоа е празникот Великден. Ама не знам дали си го право. Ајде да го видиме решението на првата гатанка. Дали е Филип во право? Да! Да, тоа е празникот Великден. Ајде сега да ми каже некој зошто го празнуваме Великден? Ајде, Нено. Ние го празнуваме Великден, зашто е христијански празник. Така. Но зошто? Зошто уште? Ајде, Тамара. Значи Христос воскресе. Така, затоа што Христос воскреснал. Кој е символ на празникот Великден? Ајде, Бранкица. Кој е символ на празникот Великден? Јајцата, ама какво треба да биде јајцето? Црвеното јајце, така. Ајде сега да ја слушнеме втората гатанка. На љубава торта погледнете имам. И цел ден другарчиња подароци примам. Жвелбата ја помислив, ај песничка испејте и до година повторно гости да ми бидете. Цаци? Таа гатанка беше роден. Така, тој празник е роден ден. Дали е Цаци во право? Да! Наинтересно ни е на нашиот роден ден, нели? Да. Кој е символ на роден денот? Кој ќе ми каже? Зуле? Тортата, така, тоа е најважно. Тортата. И што има обично на тортата? Што има, Филип? Целосна реченица. Свенички, така. Ајде сега третата гатанка. Елката на китена во домот стои. Дојде празник весел, другарчиња мој. Дедо Мраз ни донесе гарој полна vreќа. Многу играчки, многу детска смеја. Никола? Зима? Ајде да видиме. Дали е точно? Кој друг? Ајде, Панче? Кој празник е тоа? Така, тоа е празникот Нова година. Ајде да видиме. Нова година е така. Што правиме за време на празникот Нова година? Ангела? За време на празникот Нова година ние го прославуваме. Го прославуваме. Како? Како е накитен нашиот дом? Што мора да има? Ајде, Наде? Треба да има елка украсена. Така. Треба да има подароци. Подароци. И кој ни е тогаш најсакан гостин? Кој? Фатима? Гласно. Така, тогаш ни е најсакан гостин Дедо Мраз. Ајде уште четвртата гатанка. Тој е многу голем муслимански празник. Со радост се слави, со џамии полни. На гости се оди. Во празнична руба јадеме баклави и такли и уште 300 сладки чуда. Кој празник е тоа, Амир? Бајрам е така. Тоа е празникот Бајрам. Ајде да видиме што се прави за празникот Бајрам. Ај, Зуле ќе ни каже, што прави баба ти за Бајрам? Баба ми за Бајрам прави бакла. Прави баклави, ете така. Освен овие празници, деца, што ги споменавме со гатанките, кои уште ги празнувате во вашето семејство?
каже еден празник му се ближи? Слава. Слава. Имен. Именден. Кој именден ти е тебе? Свети Никола. И зошто го славиш? Зошто го славиш Свети Никола? Како именден? Тој е твој празник. Како се викаш ти? Така. Ти се викаш Никола и затоа како именден си го славиш Свети Никола. Така. Добро, деца. Значи, денеска, што заклучивте вие? Зашто ќе учиме? Ангела? Денес чутиме за празници во домот. За празници во домот или во нашето семејство. Така, или во нашето семејство. Сега, ќе ве поделам во 4 групи. Вие си добивте задолженија за домашна работа. И ве поделив да не губиме време. Ќе ви ги ставам овие, вие ќе работите во прва група. Вие ќе се свртите од оваа страна, ќе работите во втора група, столчината само. Вие ќе работите во трета група. И вие ќе работите во четврта група. Книгите ќе ги тргнете на страна. Земете ученици само моливче, гума и еден прибор во групата да имате со боички. Ќе презентираме по групи. Значи, што направила првата група, како изработила, сега ќе видиме. Сите треба да внимателно да слушаме, за да научиме за тој празник. Ајде, повелете од прва група. Празници во семејството. Великден е голем христијански празник. На Великден се лапца, црвени јајца. Великден е познат по воскреснувањето на Исус Христос. На Великден, кога се оди на гости, се вели: Христос воскресе, навистина воскресе. Така, одлично. Како ќе ја наградиме Мартина? Така е. Ајде од втора група. Тој што чита гласно да чита, а вие да внимавате. Празници во семејството. Роден ден. Кога е време за празникот роден ден, децата се многу радосни и многу среќни и многу радосни. Кога треба да се дувне тортата, пред треба да се помисли жрба и така се прославува празникот роден ден. Символот на тој празник е тортата. Одлично. Како ќе ја наградиме? Не заборавате. Ајде трета група. Нова година. За нова година се чисти јелка со лампиони. Најважен. Најважен гостин е Дедо Мраз. Надвор. Надвор врне до сирен Снег. снег. Прават Децата прават. снежком. Секој дан нова година си добива Подарок. А како го знаете? За време на празникот Бајрам правиме баклави, татли и го сечеме јагнето и го печеме на трпезата, се собира целата фамилија. За време на празникот Бајрам муслиманите одат во џамија, спреќен Бајрам. Одлично. После на одморот ќе ги разгледате сите изработки
како и символите за секој празник. Ајде јас додека закачувам да ми каже првата група, кој беше символ на празникот Великден? Ај Мартина? Символ на празникот Великден е јајце. Какво јајце? Така, црвеното јајце. Втора група да ми каже, кој е символ на празникот Роден ден? Никола? Празникот Роден ден е символ торта. Така, Бранкица да ми каже од трета група, кој е символ на празникот Нова година? Елката. И четвртата група, кој е символот што сте нацртале вие за празникот Бајрам? Зуле? Ние за празникот Бајрам нацртавме бакла. Баклави, добро. Сега, ќе играме една игра. Дали сте слушнале за играта асоцијации? Да! Јас. Како што сте по групи, ќе ја прашувам секоја група да ми каже кој е било поле. Дали А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3 или Г1, Г2, Г3. И јас ќе ви го откријам зборчето и вас ако ве подсетува тоа зборче на некој празник, ќе ми го кажете одговорот. За секој одговор групата добива по 2 поени. А откако ќе ги открием А, Б, В и Г, за конечното решение се добива 4 поени. И на крајот ќе ги собереме поените. Ајде сега да видам, ќе почнеме од првата група. Не е важно кој ќе победи, што е важно? Нешто да научиме погласно, така. Ајде, кој е поле, Цаци? А3. А3. Ајде да видиме што се крие. Џамија. Ви текнува што може да биде одговорот по да? Мартина? Бајрам. Бајрам. Ајде да видиме. Навистина е Бајрам. Аплауз за првата група. Ајде да видиме како сме го добили одговорот Бајрам. Кој ќе ми каже од првата група зошто празнична облека, баклава и џамија не подсетува на Бајрам? Ајде Цаци кажи, зошто празнична облека за Бајрам? Како се облекуваат луѓето за Бајрам? Во каква облека? Па некои во бела, да, но каква треба да биде облеката? Убава, така. Што се прави за време на Бајрам? Баклава и се оди во? Така. Ајде втората група едно поле да ми каже. Ајде Тамара. Поле број 2. Кој е? Б или В или Г? Б. Христос воскресе. Ајде. Кој е одговор? Великден. Великден. Ајде тргнеме. Точен одговор. Што треба да добие Тамара? Значи првата група има 2 поени и втората има 2 поени. Зошто Тамара Великден? Имаме црвено јајце, зошто? Бидејќи Христос воскресе. Добро, тогаш Христос воскреснал, а зошто црвено јајце? Што е црвеното јајце за Великден? Што представува? Символот на Великден. А зошто црква? Дека се оди. Така, зашто се оди во црква. Ајде третата група. Петар, кажи, кој е поле? В2. Свечичка. Кој празник ви е? Се сетивте вие некој од трета? Ајде. Роден ден. Ајде да видиме. Точно. Ајде да видиме што имаме за роден ден. Клон, свечичка, торта и добивме одговор роден ден. Зошто клон? Да си играме. Да си играме со клонот, да ни биде интересно. А свечичка и торта? Да дуваме свечичка, така. Ајде четвртата група. Ајде Филип, кажи поле. Ајде Филип. Поле 1. Г1, лампион. Ајде Ангела. Нова година. Ајде тргнеме. Браво, нова година. Да ги прочитаме. Лампион, Елка, Дедо Мраз и добивме нова година. Зошто лампион и Елка, Ангела? Лампион и Елка, бидејќи Елка те читиме со лампион. Така. А зошто Дедо Мраз? Зашто Дедо Мраз не ме сакаме на гости. Така, одлично, 2 поени. Сега се враќаме.
знае точниот одговор? Значи сите групи го знаете. Ајде ми кажете сите на глас. Празници! Каде? Во домот! Не во домот, во семејството. Да видиме. Точно. На сите сега ќе ви ставам +4, +4, +4, +4. Значи сите сте победници, зашто сте научиле многу. Колку е 2 + 4? Да слушнам? 6! Добро сте знаеле тоа. Добро. Сега, јас знам дека вие научивте многу за празниците на овој час. Ама да ми кажете, што представува нашето оделение цело? Што представува? Ај, Мартина, Нашето семејство нашето оделение. Нашето оделение представува големо семејство. Така, нашето оделение представува големо семејство. А кога ние ќе имаме гостин во нашето семејство, што ни е на? Ангел? На празник. Празник ни е, така. А кога имаме некој празник, што е најважно за гостите да им дадеме? Нено? Подарок. Подарок, друго нешто? Тамара? Да ги послужи. Со што најчесто ги послужуваме гостите? Со какво јадење? Кој е најважно? Кралица на јадењата? Која е? Торта! А за пиење? Сокче, така. Сега јас сакам да видам колку вие дома знаете да ја подготвите трпезата за некој празник. И заради тоа, сега ќе ми помагате да ја подготвиме нашата трпеза. Ајде сите повелете. Ајде, така, тамирчињата, сака да одричаме да не види. Ајде видиме. Ајде, Тамара, чашите. Значи мора да има 19, ќе ги броите. Вака, едно до друго, Ангела. Едно до друго. Не така салфетките, ќе ве научам сега вака на тамирчето. Ајде, дулушките да ги снеги наде. На секој, ајде да ги ставите билушва. Самчите не сега да ги ставате, после ќе ви кажам точно. А така. Еве има фабели. Јас немам салфетка, зле. Ајде така, ајде Тамара да побрка. А вие треба дома да знаете како да помагате. Конче боли. Ајде сега да се земе и да си намести голово за личето. Фабели, се вели. Кој нема билушка уште? Немате? Ајде сега еве. Добро? И Фатима. Ајде. Дали сите имаме чаша? Дали сите имаме чилија? Земајте по една сланка. Моле. Земи и на Фатима. Ти имаш, еве, застани до зуле и имаш. Сега нешто, пред да ја исечеме тортава, нешто ќе ве прашам. Еве, овде. Кога имаме празник, како ние си го правиме нашето расположение да ни биде поубаво, да се развеселиме? А, цаци? Си играме. И друго, и си пееме. А дали сме научиле досега мирсат некоја песничка? Да!